Во овие моменти нашата екипа се наоѓа во Сојузот на синдикатите на Македонија, односно каде во овие моменти синдикалните одбори разговараат за покачување на минималната плата на 18.000 денари, како и скалесто зголемување на сите останати плати. Вниманието на целата јавност е вперено денеска во прстот на владата, од каде се чека и последниот збор за покачување на платите, односно веќе за 15 часот е закажан економско-социјален совет, каде на една иста маса ќе седнат синдикатите, владата и дел од работодавачите на Македонија. Во овие моменти разговарам со првиот човек на Сојузот на синдикатите на Македонија, Дарко Димовски. Димовски, добре дојдовте во вестите на Алфа. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Веќе за 15 часот знаеме дека е закажан економско-социјален совет во владата. Кои се вашите очекувања и ќе го слушнат ли конечно гласот на работникот? Денеска, како што кажавте вие, во 15 часот е свикан економски и социјален совет. Тоа е едно трипартитно тело каде што учествуваат ние синдикатите, работодавачите и владата како трети социјален партнер. Денеска на наше барање се свика експресно тој економски и социјален совет, каде што ќе ги судриме аргументите базирани по основни анализи, покачувањето на цените, енергетската криза, нафтената криза, топлинската криза, ковид пандемијата и така натаму, што штети баш на стандардот на работникот. Затоа денеска како Сојуз на синдикати на Македонија очекуваме сите оние аргументи кои ги преложиме по основно ова што ви го кажав да бидат прифатени и уште утре да има зголемување на таа плата минимално од 18.000 денари, како и што кажавте и вие, искалесто зголемување на сите останати плати во целата држава. Ваше размислување, односно ваш став, денеска нели во 15 часот се среќавате со владата, меѓутоа очекувате ли конечно позитивен одговор, бидејќи еве со просечната сегашна плата од 15.200 денари не може едно 4-члено семејство да се задоволи затоа што не се покриваат основните трошоци. Ставот на Сојуз на синдикати на Македонија е многу јасен. Плата од 18.000 денара уште утре искалесто зголемување на сите останати плати. Ова денеска што го правиме е само да ги излесеме аргументите пред работодавачите. Доколку и тоа денеска не се случи, како што најавов и во претходните денови и месеци, ние ќе си го искористиме правото на штрајк и ќе се излеземе одма на улица за да ги добиеме овие неопходни работнички права во делот на платите, каде што немаме друг излез освен ова да го направиме и да разберат работодавачите дека без работниците не можат да просперираат, бидејќи незадоволен работник го продуктира ова што го зборам јас, излегување на улица или штрајк. Неколку пати работодавачите велат дека продуктивноста, односно непродуктивноста на работниците ќе влие на зголемување на платите, меѓутоа во последната анализа од тројца универзитетски професори го зборат спротивното. Велат дека продуктивноста ќе се качи на повисоко ниво и секако работниците ќе бидат повеќе мотивирани за да го остваруваат својот профит. Секој граѓанин на оваа држава знае кој е продуктивен работник. А продуктивен работник е добро платениот работник за она што го работи. И затоа уште аргумент поголем е оваа анализа направена од еминентни професори по економија, каде што овие факти никој не може да ги и анализи што се направени никој не може да ги побие, бидејќи овде се земени сите параметри како влијаела покачувањето на минималната плата врз компаниите. Еве ќе зборам во име на работодавачите, таа влијаела приходите во компаниите се зголемиле за еден значителен процент. Тоа значи дека добивките во тие компании биле поголеми кога минималната плата во тоа време се зголемила, а тоа го репродуцирал самиот работник. Бидејќи тоа што го зборам и е непобитен факт, добро платен работник е продуктивен работник, а тоа задоволство се изразува преку работата што се работи во таа компанија или фабрика. Веќе за наредната недела во собранието е закажана и седница која треба да оди на дневен ред. Очекуваат и таму пратениците едногласно да кажат да за да се помогне на работниците? Така е, денеска добивме една одлична вест од собранието на Македонија, каде што вели на 10 февруари на 7-та точка е више ставен предлог законот предложен од Сојузот на синдикати на Македонија, каде што верувам дека сите пратеници и од власти и од опозицијата ќе изгласаат едногласно оваа минимална плата да изнесува 18.000 денара и сите останати плати скалесто да растат. Бидејќи ние работниците сме оние што гласаме за тие народни избраници, а тие народни избраници ги представуваат граѓаните, вклучително и работникот во целата држава.
Димовски, ви благодарам за одвоеното време. Во овие моменти се наоѓаме во вашите простори. Штрекувачките одбори се на готов, да не речам. За не дај Боже, ако од владата кажат не, веќе да се излезе на улица. Ова денеска што гледате во нашата канцеларија е тимот кој ќе денеска ќе ги изнесе овие анализи, факти и аргументи на работодавачите, а веќе во петок ние сме спремни да ги повикаме председателството, советот и штрекувачките одбори за да видиме врзоста на денеско на што ќе го добиеме како одговор, што па натаму. Ја пак ќе кажувам, не се заканувам на никој, неминувен е штрајкот, доколку ова екзистенцијално право на работникот не го добиеме денеска на економскиот социјален совет, како помеѓу владата, работодавачите и нас работниците, тоа синдикатите. Ви благодарам уште еднаш на Благодарам на вниманието и на интересот што го имате кон нас.